изминатиот период предлогот на законот за изменување и дополнување на кривичниот закон е една од најекспонираните теми, како од стручната, така и од пошироката јавност. За тоа постојат повеќе причини. Најзначајната од нив е непостоењето воедначена казнена политика при одмерувањето на казните. Тоа е потврдено и со повеќето истражувања направени последниве неколку години. Дел од нив беа спроведени од меѓународни организации кои работат во Република Македонија. Во сите овие извештаи заедничка е констатацијата дека досудената просечна казна затвор се наоѓа далеку на долната граница од казната пропишана со кривичниот законник. Исто така, наведените истражувања укажуваат на фактот дека постои огромна дискрепанца на изречените казни за исти кривични дела, сторени под слични околности од страна на различни судови. Забележлив е и трендот на изрекување на исклучително ниски казни, при што во најголемиот број случаи се изрекува казна затвор под долната граница, исто така пропишана со кривичниот законник. Дозволете ми изнесените констатации да ги подкрепам со конкретни статистички показатели, иако што и во првото читање беа дадени од страна на Министерството за правда овие статистики, сепак дозволете уште еднаш, имено во истражувањето подржано од страна на ОПСЕ во кое биле опфатени 500 кривични предмети, се наведува дека во првостепената постапка ефективна казна затвор била изречена во 34,2% од анализираните предмети, додека во 65,8% тоа не било случај. Од сите изречени санкции, најголемиот дел, односно 41,2% од сите разгледувани предмети, каде е досудена казна затвор, таа е во времетрајање од само 6 месеци или 1 година. Во однос на невоедначената казнена политика на судовите од различните апелациони подрачја, исто така дозволете да наведам само неколку карактеристични примери содржани во наведеното истражување. Например, за кривични дела со кои се нанеле телесни повреди, изречените казни во судовите од апелационото Скопско подрачје изнесуваат 1 година и 2 месеци затвор, додека во судовите од другите апелациони подрачја казната затвор практично и скоро да не се користи за овој вид на кривично дело. Слични се и трендовите за кривичните дела поврзани со трговија со дрога. Имено, просечната изречена казна од страна на судовите од Скопското, Гостиварското и Штипското апелационо подрачје изнесува околу 15 месеци затвор, додека пак за истото дело судовите од апелационото подрачје Битола изрекувале казни затвор во просек од 10 месеци. Целта на донесувањето на овој закон е да се надминат наведените слабости, што ќе доведе до поконзистентна казнена политика при изрекување на казните од страна на судовите. Со донесувањето на овој закон и правилникот предвиден со него ќе се оневозможи да бидат изрекувани различни казни за исти кривични дела сторени под исти или слични околности. Со тоа се очекува да бидат изрекувани предвидливи казни засновани врз објективни фактори, а не врз предрасудите на поединечни судии. Донесувањето на правилникот, чиј основ е даден во овој закон, ќе овозможи пресметување на казната по нумерички пат, врз основа на видот на стореното кривично дело, неговата сериозност, околностите на сторување на делото, претходната осудуваност на обвинетиот, како и останатите отежнувачки и олеснувачки околности. Предложеното законско решение има повеќе позитивни страни. Сведоци сме на една поширока дебата и од стручната и од експертската јавност секој ден во медиумите или печатените медиуми, но сепак дозволете уште еднаш да ги укажам позитивните страни на предложеното законско решение. Првата од нив е обезбедувањето предвидливост на казната која се работи за санкционирање на исти кривични
дела сторени под исти или слични околности, тоа ќе придонесе и кон одвраќање на сторителите на кривични дела, бидејќи тие однапред ќе знаат дека за стореното кривично дело ќе им биде изречена конкретна предвидлива казна, без разлика кој ќе биде судијата кој постапува по предметот. Со тоа ќе се избегнат можните лицитирања за казните што би им биле изречени на сторителите на кривични дела. Исто така, втор позитивен аспект од овој закон е тоа што ќе се обезбеди воедначена казнена политика на ниво на сите судови од различните апелациони подрачја. Се во ова ќе придонесе кон зајакнување на владењето на правото, бидејќи висината на казните нема да зависи од тоа пред кој суд се води постапката против обвинетиот, туку од фактите поврзани за стореното кривично дело. Искуството од државите кои познаат вакви или слични системи се движат во насока дека воедначувањето на казнената политика на ваков начин е пооправдана и за обвинетите лица. Со тоа се зајакнува начелото на правна сигурност како еден од приоритетите при вградувањето на меѓународните стандарди во нашиот кривично правен систем. На крајот има и ред други позитивни аспекти, но секако во дебата ќе се упуштиме да ги аргументираме. На крајот исто така би сакал да истакнам позитивното влијание што ќе го имат овие законски решенија врз казнената политика во Република Македонија. Нивна цел не е да наметнат одредени рестрикции во судското одлучување, туку да придонесат кон формирање систем кој се заснова на мерливи и објективни критериуми при одмерување на казните од страна на судиите. Не би сакал да одземам разни примери кај што врвни истакнати судии од реномирани држави во светот, кај што упатствата, правилниците во оваа пракса ги од нивните искуства кои исто така гледат дека и се увериле во нивното работење, дека доста се значени во воедначување на казнената политика. Ви благодарам. Во вашето образложение, господине министер, стои дека наведеното решение со правилник да се дерогира закон. Впрочем, со правилник да се уредувале казните, наведеното решение се применува во Соединетите Американски држави, од каде што ќе бидат исцрпени искуствата во фаза на подготовката на правилникот. Кажете ја вистината, господине министре, на целата македонска јавност кажете дека ова било случај во Америка, но до 2005-та. Во 2005-та тие сами си ја поправиле грешката и не сакале повеќе власта да им влегува во судското, да го руши слободното судско уверување. Вие велите не сакаме судиите да судат според предрасуди. Господине министер, постои во начело едно во правото кое се вери судење по слободна оцена и по слободно уверување на судијата. Судијата суди врз основа, повторувам, на устав, закон и слободно уверување, а не врз основа на предрасуди како што велите вие. Господине министер, бевте должни на јавноста да го соопштите фактот дека пред 3 дена во петокот, впрочем, Врховниот суд имаше општа седница каде што беа сите судии собрани и каде што сите до еден беа против ова решение. Самите судии се против фактот или против вашиот предлог. Председателката на Врховен суд, денеска е председателка, утре ќе биде председател. Тоа се менливи работи, бидејќи се на мандат избрани, да носи правилник со кој ќе дерогира закон и правилник по кој ќе мора да судат сите судии. Почитуван министер, може би не сте имале време вчера да видите на насловна страница на Утрински вестник имаше интервју со продекан на правниот факултет, редовен професор по казнено право, каде што ве напаѓа со најпогрдни зборови, вас и вашата влада и вашето решение да со правилник дерогирате закон. Почитуван министер, пред еден месец излезе во јавност господинот Камбовски, академик и председател на МАНУ. Нема допирна точка со опозицијата, ниту пак со СДСМ. Како председател на Сдружение на кривичари, цело Сдружение на кривичари е против вашиот предлог. Почитуван министер, јавноста треба да знае, јас и вие тоа го знаеме, но не и сите граѓани, господинот Новосел, хрватски консултант, токму на владата и на јавното обвинителство на Министерството за правда, консултант најмен од Европска унија, бидејќи работи на европски проект, е против ова решение и не сакаше да го потпише кога вашиот заменик министер го замолил да застане за ова. Бил против.
сите, буквално сите, од меѓународна до домашна јавност, експертска, зборувам за судиите, и научна, зборувам за сите професори на сите правни факултети во државава по казнено право, се против решението. Кој ви е аргументов да го избуткате со силата на владеачкото мнозинство на претениците од ВМРО ДПМН и ДУИ? Кој е аргументот ова да мора да се протурка? Велите во вашето образложение, имало судии во Гостивар кои за телесна повреда не излекувале затвор, за разлика од скопските судии кои за телесна повреда изрекувале 1,2 години затвор. Знаете како се решава тој случај? Судијата кој не изрекува затвор за кривично дело за кое што е предвидено затвор, во континуум, не еднаш, но во континуум ако не го почитувал законското решение, се повикува на одговорност, за тоа постои судски совет. Чинам председателката на судскиот совет е токму од Гостивар или од Тетово. Најверојатно му е колешка на тој судија што не изрекувал вакви казни. Ке го повика, наместо да се грижи за својата колегијалност или можеби за дилот помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ што постои, ке го повика на одговорност, ке го казни и ке го разреши. И решен е случајот. Имало и штипски судија таков, и тој ке биде повика на одговорност, ке биде казнет, решен е случајот. Тврдите дека казните се прешироко утврдени во законот, од 3 месеци до 3 години затвор. Јас можам да се согласам со вас ако за тоа имате анализи, ама тоа се менува на еден единствен начин. Се менува законот. И наместо од 3 месеци до 3 години кажете дека од 3 месеци до 1 година ќе биде затворска казна. И сите овде 123 пратеника ќе го гласаме тој закон. И заеднички ќе биде донесен. Но немојте да ни потурате страшни, перверзни би рекла решенија каде што насила ја терате председателката на Врховен суд која нема такво овластување ни по закон за судови, ни по устав, ни по деловник за работа на Врховен суд да носи правилник како што ќе ја кажат јавниот обвинител и председателот на адвокатска комора. Председателот на адвокатска комора, впрочем се зборува дека и личен председател на адвокат на премиерот Додевски Никола е против ова решение и цела адвокатска комора, и тоа го знаете, господине министар. Врховните судии, сите и цело судство се против. Кој е за? Кој е за? И зошто? И кои се аргументите? Спомнавте некои начела, но не го спомнавте основното начело на казненото право. Индивидуализација на казна. Индивидуализација на казна. И нема да има индивидуализација на казна ако точно ги предвидите сите мерки во правилник како подзаконски акт со кој што ќе се дерогира, повторувам за жал, законот. Нема да има индивидуализација на казна. Вие предвидувате генерализација на казната како во римско право и во 12 таблици во Талионовото начело. Око за око, зап за зап. Кастрација воведувате за педофилија, сега за убиство предвидете и смртна казна, ајде да го убиеме човекот, тогаш судии не ни требаат, тогаш сите ние ќе бидеме судии, јас тоа го кажав. Имаме еден правилник, кој убил да го убиеме, кој украл да му ја земеме куќата, да му ја сечеме раката. Така било во минатото, ама општеството многу е од тогаш напреднато. Не враќајте децении и векови наназад. Ова решение ваше, задолжителна правна сила на правилник, во кој што ќе се утврдуваат казни мимо закон, го нема во ниту една држава во светот, вклучително и во Америка на која што се повикувате, бидејќи 2005 Америка го повлече задолжителното дејство на нивните упатства, а не правилници. Јас уште еднаш апелирам, кога веќе не смогнавте сили, сами да го повлечете. Владеачкото мнозинство да не поддржи вакво нешто. Ќе биде страшно ако го поддржите ова решение, бидејќи цела и меѓународна и домашна јавност се против тоа. На крајот на криштата, да предпоставиме, заменик министерката ваша често доаѓа тука. Ако и се случи, не дај Боже, убиство, ја убие некој. Едно е, ако ја убие вработен во Министерство за правда, заради мобинг што секој ден му го вршела, ќе добие една казна тој. А друго е ако ја убие некој затоа што не му била убава. Тој вториот ќе добие повисока казна. Оваа диференцијација вие веќе не ја дозволувате со правилникот што ќе го воведете.